И здраво, дечки, добредојавте во моето ново видео. Денес ќе зборувам за една доста алармантна тема, која што во последно време е се повеќе присутна и која што искрено мене не ми се допаѓа и која што сакам постојано да ја потенцирам затоа што очигледно се случува само кај нас. Именно се работи за тоа колку ние го цениме нашиот јазик, колку го цениме македонскиот јазик. Да не должам многу, мислам дека можам да преминам на главното, но пред тоа доколку ви се допаѓаат вакви клипови, ваква содржина која што ја пласирам, претплатете се на каналот и ако ви се допаѓаат видеата исто така оставете лайк. Што е суштината на тоа што сакам да го кажам денес? Имаме еден отворен дигитален свет во кој што ние можеме да научиме така што самите ќе побараме нешто, ќе пребараме нешто на интернет и за многу кратко време можеме тоа да го научиме. Значи, за многу кратко време имаме пристап до тоа нешто. Зошто ние, како македонци, не го правиме тоа? Мислам дека е многу добро прашање, кое што треба секој ден, секој од нас, како поединец, да си го поставува тоа прашање. Значи, имаме случаи на држави, луѓе со кои што сум имал контакт, конкретно од Русија, од Шпанија, од Италија, чии што веб страни, чии што јазик исклучително се става акцент на тоа да се зборува само на тој јазик, да бидат содржините само на тој јазик, значи да нема ништо друго поврзано на некој друг јазик. Руска страница, руски зборови. Шпанска страница, шпански зборови. Италијанска страница, италијански зборови. Ние, конкретно како македонци, мора некој збор да собереме од српскиот, мора некој збор да собереме од англискиот. Да, во главно од тие два јазици. Конкретно на португалците им е полесно да научат шпански, да зборуваат со шпанците на шпански, отколку на шпанците да научат португалски и да зборуваат со португалците португалски. Но португалците не зборуваат шпански во сопствената држава, во Португалија. Како и што шпанците не зборуваат португалски во сопствената држава во Шпанија. Мислам дека ова е добра споредба на Македонија и Србија. Граматиката во португалскиот и во шпанскиот јазик се многу слични. Граматиката во македонскиот и српскиот јазик не се многу слични, но ние многу полесно можеме да го да зборуваме на српски јазик отколку србите да зборуваат на македонски јазик. Зошто? Пред се поради падежите кои што се застапени во српскиот јазик. И ова е уште еден аспект, уште еден пример кој што сакам да го посочам за тоа што се случува за жал моментално кај нас. Зошто? Многу добро прашање се постава, пак ќе кажам. Затоа што не ни звучат одредени зборови на македонски добро. Не ни звучат убаво, така.
барање изговори. Да бидеме реални, така? Барање изговори. Или неволност да си го зборувате сопствениот јазик. Затоа пораката која што сакам да испратам со овој клип е дека ние треба самите да се цениме, да си го цениме сопствениот јазик, за да можат другите нас да не ценат. И од тука почнува и завршува се што сакам да кажам во денешниот клип. Имаме примери на луѓе, да, разбирам, значи не е ништо официјално, не е ништо свечено, не е ништо формално, можат да зборуваат како сакаат и се тоа, разбирам, но тие упорно сакаат да зборуваат на таков начин. Он, она, они не постојат како зборови во македонскиот јазик, а ние ги користиме. Свака част не постои како збор, како пофалба во нашиот јазик, ние го користиме. Еден куп други зборови. Овие се некои примери на кои што моментално се сеќам. Фала. Фала ти, фала ви, доаѓа од хвала ти. Хвала вам на српски. Значи, ние упорно користиме нешто што не е наше, затоа што ни звучи поубаво. Тоа е главниот аргумент. Не затоа што сакаме да зборуваме на наш јазик. Он, она и она, она и они, се извинувам, не постојат како зборови. Постојат тој, таа и тие. Свака част не постои. Постои секоја чест. Живели кога ќе седнеме на маса, кога ќе се чукнеме со чашите. Не постои. Постои на здравје. На здравје нека. Фала ти, фала ви, не постои. Постои ти благодарам, ви благодарам. Или благодарам е подолг збор, па од таа причина некако не сакаат да го користат луѓето. Просто наоѓање на изговори. Само наоѓање на изговори, полесното да се каже. Мислам дека нема никаков простор за наоѓање изговори и за наоѓање на полесен начин да се изразуваме и да зборуваме, затоа што се работи за нашиот јазик, се работи за нашата држава, Македонија, и така треба, меѓу другото, и сите следни генерации да ги учиме, да се изразуваат. Да не бидам погрешно сватен, немам ништо против Србија, немам ништо против Англија, против Австралија, против Соединетите Американски држави, значи секоја држава во која што се зборува англискиот јазик. Или секоја држава во која што се зборува српско-хрватски, генерално. Црна Гора, Словенија, каде што е поразличен јазикот, но пак знаат да зборуваат на српски, знаат да се разберат со србите и со сите поранешни републики на Југославија. Да, Хрватска, Црна Гора, Србија, и Босна и Херцеговина, така што сите ги наброив. И пак ќе кажам, немам ништо против тие држави, против тие народи, против тие луѓе, против нивниот јазик. Само сакам да си го почитуваме и цениме нашето, за да можат
другите да не почитуваат и да не ценат нас. Во тоа лежи сршта на денешниот клип. И пак ќе кажам, јас сакам да зборувам на повеќе јазици. Предизвик ми е да зборувам на повеќе јазици. Но јас кога зборувам на македонски јазик, не ме интересира ниту еден друг јазик. Кога зборувам на српски јазик, зборувам само на српски јазик. Значи не ме интересира ниту еден друг јазик. Со тоа што имаше ситуации кога имав одредени муабети, одредени контакти со деца од Србија, каде што јас зборувам на македонски јазик и тие ми велат дека совршено ме разбират. Односно дека ние всушност можеме да зборуваме со србите и на македонски јазик, за да тие не разберат. Така што мислам дека од нас повторно тргнува се. Од нас започнува се и треба да го потенцираме, да го нагласуваме тоа, дека ние треба да се цениме себе си, сопствениот јазик, сопствената држава Македонија. Тоа е тоа. Друг момент е тој што моментално се користат друштвените мрежи многу повеќе од тоа да се читаат книги. Затоа кога некој ќе каже некој збор на македонски јазик, кој што не го слушнале одредени луѓе, веднаш ќе се насмеат, веднаш ќе се зачудат, веднаш ќе кажат многу ни е глупав зборот. Класичен коментар на некој просечен човек. Нешто што треба да се избегнува, нешто што не треба да служи како пример. Значи, имајте собствена одговорност како поединец што правите секој од вас за да може животот, напредокот и системот во кој што живеете, во која било држава, да биде на повисоко ниво. Тоа е она што сакав да го кажам за денеска во кратки црти. Се надам дека ви се допадна, дека е во ред ова што го потенцирам, затоа што навистина мене конкретно не ми се допаѓа. Мислам дека нема да престанам да бидам упорен со ова, се додека не видам голема промена. А всушност, гледайте, каков парадокс. Ние не користиме наши зборови, кога ќе користиме наши зборови, ние ќе бидеме херои. Ќе не гледат како херои. А во другите држави користат собствени зборови и тоа е сосем нормално. А кај нас треба исто тоа сосем нормално да се свати. Чисто да се свати сосем нормално. Да си користиме собствени зборови. Не знам што друго би можел да додадам. Извинете ако сум вака не сум нервозен, колку што сум сериозен. Но за вакви работи потребна е голема сериозност. Ако не ги отстраниме овие навики, ние упорно ќе продолжиме да зборуваме така, ние упорно ќе продолжиме да се однесуваме така и нема да дојде крај. Туку само ќе оди тоа во еден круг, во еден циклус. Ќе се повторува и ќе се повторува и ќе се повторува.
А се додека се повторуваат грешките, нема резултати, никој не е задоволен, сите се разочарани и нема решение. Така што ве охрабрувам сите кои што ќе го гледате ова, да зборувате чисто македонски, да зборувате чисто англиски, да зборувате чисто шпански, да зборувате чисто италијански, затоа што тоа е суштината на еден јазик. Вие да научите одреден јазик и да го користите во вистинска смисла на зборот. Да не додавате некои зборови кои што не се од тоа потекло, од тој јазик. Така што тоа е тоа накратко за денеска. Се надам дека ви се допадна ова, се надам дека ќе можам да влијам на повеќе луѓе, затоа што пак ќе кажам, ќе се повторам и мислам дека во тоа лежи најголемата суштина, најголемата срж. Треба секој од нас како поединец да види како постапува. И да се преиспитува. Секој ден, секоја вечер. Секоја вечер да се преиспитува што направив добро денеска, што направив лошо денеска, што направив исправно, што направив неисправно денеска. Затоа што тоа е начинот на кој што можеме да се подобриме. Имајте убав ден и се гледаме во следниот клип. Поздрав!